Господине Коцик, добро е што самите се убедувате во работите што ги кажувате, ама верувајте ми, не е така. Ќе кажам само неколку работи кои што во изминативе 2 дена се споменуваат, а кои што се вистините. Народот не живее добро. Само тоа треба да го знаете. 40.000 нови невработени имаме во оваа ковид криза за која што вие велите дека добро се менаџира. Имаме пат на бруто домашниот производ, на индустријата, на извозот и на сите други економски параметри. Господине Коцик, денеска беше одржан протест на опозицијата на кој што дојдоа многу граѓани и дојдов до еден вака надпис кој што ја отсликува целата реалност во оваа држава, а која што не е розова како што вие мислите. Тука пишува: вработени на улица, децата на власта на функција. И тоа е вистина, господине Коцик. И вие тоа добро го знаете, дека изминативе 3 години само тие што се на власт или што орбитираат околу вас може да ги почувствуваат вашите така наречени позитивни економски параметри од вашата влада. Зборувате за правда. Дали правдата која што вие поимувате е да имате систем на репресија кој што нема никаков механизам за контрола како што тоа беше СЈО? Па ја памтам денови кога од оваа говорници она се што е надвор се зборуваше само за тоа СЈО. Правда нема. Ветувавте кога бевте опозиција дека ќе има јавен обвинител на предлог на опозицијата. Ајде, еве ја шансата, како што кажуваме дека ќе остваруваме и дека сакаме дебати или да отвориме диалог помеѓу власт и опозицијата да постигнеме консензус за многу прашања, ова е ваше ветување. Ајде да го остварим непристрасен, професионален обвинител на предлог на опозицијата. Понатаму имаше денеска 4 барања, ќе ги прочитам интегрално. Второто беше спречување на реваншизмот, притисоците и политичките етикетирања во администрација, формирање на комисијата за заштита на дискриминацијата која што сега не постои и отварање на сите предмети каде што е почувствувана неправда. Тоа се барања на опозицијата до вас. Ако навистина го мислите тоа што го кажувате и ако навистина велите дека сакате да постигнете консензус за повеќе важни прашања, јас само го прочитав тоа што вие сте го кажале кога сте биле опозиција. Еве да почнеме од некаде, можеме да почнеме од јавниот обвинител. А за тоа не ми се јави мене Христијан, туку го слушнав народот што зборува. Вас може да ви се јавуваат, господине Заев. Мене никој не ми се јавува. Јас го кажувам тоа што го мисли народот на Република Македонија.